Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Како ништо да не допира до членовите на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители или барем до најголем дел од нив кога станува збор за критики. Последна во низата релативизација беше за наодите од истражувањето насловено "Проценка на ризиците од корупција во правосудството во Северна Македонија", презентирано неделава, за кое вчера од првите луѓе на двете клучни тела слушнавме пораки на најблаго речено само делумно прифаќање на резултатите кои покажуваат дека огромен процент од анонимно анкетираните суди и обвинители немаат доверба во начинот на кој советите ја остваруваат својата уставна и законска улога. А ова е само продолжување на спиралата лоши вести и скандали продуцирани во судството и обвинителството во последните месеци, чија последна фаза се чини почна со тензичната седница на Судскиот совет на 26 април, кога беше констатирано дека Весна Дамева е разрешена од претседателка на Судскиот совет, иако за таа одлука гласаа само 7 члена, а изборот се врши со минимум 8 гласа. Колку во позадината на сето ова се всушност политичко-партиски игри за надмок и влијание и за унапредување или спасување на нашите суди и обвинители, вечерва разговарам со Ивана Петковска од коалицијата Сите за правично судење, инаку организација која многу одблиску ја следи работата на Судскиот совет и на Советот за јавни обвинители. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Васко Маглешов, мој колега, истражувачки новинар во БИРН и председател на Судско-медиумскиот совет. Добро вечер, добро дојдовте за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Многу настани во низа. Ќе се обидеме да зирнеме малку за она што не е толку јавно видливо, а веројатно ги движи од позадина работите и доведува до вакви скандалозни ситуации. Па Петковска, ако погледнеме назад на случувањето во последните месеци, дали случајот со судијата Енвер Беџети е дефинитивно тригерот за оваа последна спирала? Да подсетиме, Енвер Беџети е судија во Апелациониот суд Скопје, во последно време познат по тоа што во фиока долго го држеше предметот Таргет Тврдина, предмет над предметите од масовното незаконско прислушување, кој што потоа со одлука на Советот во апелација практично се врати на повторно одлучување во Основниот кривичен суд Скопје. Има ризик за застареност на истиот предмет. Така, овие случувања во Судскиот совет што ги имаме во последниот период се почнаа од таа седница за формирањето на комисија за утврдување на одговорност, кој што претходно Советот по извршена анализа и надзор на работењето на тој судија беше констатирано во извештај дека имаат чување на предметот Таргет Тврдина во рок од 9 месеци, односно не се превземени действија. Меѓутоа, очигледно постојат и други причини за сите оние случувања што ги има во Советот, а тоа го констатираше судијата Мирјана при давање на оставката, односно кога ја образложи оставката, тоа е дека Судскиот совет не ги доставува до Врховен суд жалбите по однос на решенијата за разрешување на одредени суди, односно вториот пат кога одлучува Советот. Потенцира се исто така судијата и она што ние го имаме забележано од мониторингот, а тоа е дека при изборот на судии во повисок суд не се почитува ранг листата. Односно се случи прво рангираните да не бидат избрани, туку да бидат избрани 5 и 6 рангирани суди, според бројот на поени кои што го имаат. Незаконското разрешување на претседателката Весна Дамева, меѓутоа и низа други работи кои што во Судскиот совет се случуваат, а очигледно со некои суди не ги делат истите вредности и идеологии. Зборувате за судиката која што е една од 20 членови на Судскиот совет кои што во меѓувреме решија да се повлечат, иако вашиот повик како коалиција, но и како поширока група невладини граѓански организации кои што се занимаваат со теми од владење на право, состојби во правосудство и така натаму, беше повик до сите членови на Судскиот совет да си дадат оставка. Така, ние се уште стоиме на ставот дека моментално овој состав на Судскиот совет е нелегитимен и немаат легитимност да ја штитат и да судската независност, меѓутоа и да го водат ова тело. Така што коалицијата, меѓутоа и тука се други 20 на граѓански организации кои што се дел од платформата за борба против корупција и Блупринт групата за реформи во правосудството, кои што сите сме на истиот став дека треба сите членови да се поднесат колективни оставки. Го поздравивме
Разбравме тоа што овие два членови, односно судиите, поднесоа оставки и се надеваме дека тоа ќе продолжи понатаму, односно и другите членови ќе се одважат и ќе поднесат оставки како членови на судски совет. Маглешов, вам веројатно ви е малку и полесно да квалификувате и да зборувате од Петковска, која што сепак мора да остане до тоа што се некакви закони и така натаму. Се разбира, не барам да оговараме, но Енвер Беџети, зошто толку битка за едно име и експлозија од сето ова што го гледаме по таа седница на која што требаше да се формира комисија за утврдување негова одговорност? Одговорот на прашањето е веројатно затоа што тој го имаше најжешкиот предмет за одлучување во апелациониот суд, веројатно тоа е предметот таргет тврдина со масовното прислушување на граѓаните, бизнисмените и така натаму. Да ве подсетам дека судијата Енвер Беџети имаше квантен скок во кариерата. Со само 2 години судиски стаж во основниот суд беше избран за апелационен судија. Тоа во судиските кулуари се толкува на еден начин на кој што практично луѓе кои што имаат, односно суди по 10, 15 или 20 години судиски стаж, не можат да стигнат да станат апелациони судии, некои од нив се пензионираат како првостепени судии, меѓутоа очигледно овој судија има амбиција да биде врховен судија, нели поднесе кандидатура, односно се јави на огласот за да биде унапреден и практично тука се две точки на топење. Едната е практично комисијата која што треба да утврди одговорност за постапување, односно непостапувањето во предметот таргет тврдина или несовесното постапување, и втората е неговиот избор во Врховниот суд како врховен судија. Овие скокови во кариера практично не се само врзуваат за името на Енвер Беџети, тоа со многу такви други суди кои што со 2 или 3 години судиски стаж или без воопшто судиски стаж во минатото стануваа повисоки суди и ценеа работата на пониските судови. Она што е важно е дека не е само Енвер Беџети во приказната, тоа е практично на врвот на ледената санта. Има уште 2 други имиња кои што се во некаква игра позадинска на судскиот совет. Едниот е актуелен врховен судија, за кого што има отворено исто така постапка за утврдување одговорност. И второто е еден судија од внатрешноста кој што исто така има амбиции да биде повисок судија, односно апелационен судија. Струите во судскиот совет де факто колираат помеѓу едниот и другиот, односно се обидуваат да ги надвагаат односите внатре, да видат за кој треба да се поддржи, односно кој не би требало да се поддржи. Она што би сакал да го потенцираме, го спомна и Ивана, е дека ако се сеќавате пред неколку години амбасадорот на САД во Македонија Джес Бейли отворено ја критикуваше работата на Државната изборна комисија за бонусите. Веднаш потоа сите колективно поднесоа оставки. Имаме таква слична ситуација во која што сега холандскиот амбасадор упатува отворена порака и вели ова е нелегално тело, меѓутоа имаме за сега само 2 оставки од Советот. Не знам уште колку практично време ќе треба останатите да сватат дека веќе ѓаволот ја однел шегата и дека навистина мора да преземат одговорност и да прекине оваа драматургија со настаните во Советот. Ама кога зборувате за групации, влијанија, битка меѓу нив, да бидеме отворени. Станува збор пред се за групации за кои што има индиции дека се поврзани со партиите на власт пред се во овој момент. Кај ДУИ може би е почисто, таму е похомогено, кај СДСМ некако се чини како да постојат 2 групации и сега се судираат тие внатре во овие триења. Во право ви е констатацијата и впечатокот, затоа што кога беше коалицијата ВМРО, ДПМН и ДУИ, тие функционира унисоно и немаше вакви фракции во рамки на СДСМ, сега веројатно има и таа поделеност интерна се отсликува во работата на Советот. Практично сега двете крила, зависно од тоа кое ќе натежне, секако албанското крило е внатре, дали ќе ја добие поддршката на едното крило од СДСМ или на другото крило од СДСМ, таков ќе биде изборот. Впрочем, поранешната председателка Весна Дамева беше така и разрешена. Со гласовите на едното крило кое што условно речено ја има поддршката на СДСМ, со албанските гласови во Советот,
тоа натежна таа да биде разрешена од функцијата. Преземам одговорноста некој да не обвини за непристојно етикетирање на членовите на Советот, но мислам дека се додека зборуваме во ракавици и со еуфемизми, на крај работите одат во насока во која што за жал гледаме дека одат. Ми рековте дека имате сознанија за можни нови оставки во Советот. Така, очекуваме и се надеваме дека ќе има нови оставки, зашто тоа е единствениот начин судството во целина сега како што го имаме да излезе од оваа ситуација, од ова се она што се случува. Очигледно е дека и самите суди според истражувањето што беше последно објавено е дека немаат доверба во судскиот совет, односно 3 од 4 суди сметаат дека изборите и разрешувањата на судиите не е соодветно на законот. Иако ова истражување од 2022 можеме само да претпоставиме доколку сега биде направено истражување, какви би биле резултатите од тоа истражување после сите случувања што ги имавме во судскиот совет. Ние и понатаму ќе го правиме притисокот на тоа спрема тоа дека сите членови на судскиот совет треба да бидат односно да се дадат оставка и воедно да бидат избрани нови членови на советот кои што ќе имаат интегритет и ќе вложат напори за да вратат довербата во судскиот совет пред се од судиите, но и од граѓаните, затоа што ако судиите немаат доверба во судскиот совет, како ние обичните граѓани да имаме доверба? Да. Сакав да надопомнам дека по вакво кршење на процедурата и практично нелегално функционирање на Советот се што ќе се каже е поезија во смисла на критика кон работата на судскиот совет. Меѓутоа како се поделени односите, бидејќи тоа прашање го начнавме. Еве на пример пред мене е записникот од 431-та седница на Советот кога се бираат судии на Врховниот суд. Тоа Тоа е од оваа година, 20 февруари. Односно се извинувам 28 февруари. Сега, ако ги видите соодносите како течело гласањето. За првиот од ранг листата, апелациониот судија Зоран Димитриевски има 4 гласа за, 8 гласа против. За вториот има 4 гласа за и 8 против. За третиот 4 гласа за и 8 против. За и така натаму. Значи, лобито практично така е поделено. Преку гласовите ние констатираме бидејќи е невозможно за секој кандидат да имате буквално ист квантум на гласови 4 со 8, 4 со 8. Тоа покажува дека постои навистина остра една поделба внатре која што ги диктира практично промените, односно изборите во таа смисла. Но она што сакам да го потенцираме е следната ситуација. На оваа седница учествувале во работата заменикот Селим Адеми и сегашниот потпредседател на Советот Ханиф Зендели. Патем да кажеме, Енвер Беџети е еден од кандидатите за тој што не ја доби поддршката да биде избран за врховен судија во врховен судија. Така е. На таа седница судијата Енвер Беџети не поминува, тој добива 4 гласа за и 8 гласа против. Ние не знаеме кој како гласал, меѓутоа знаеме дека на седницата имало присутно 12 членови на Советот. Што се случува? Ако нашиот не помине, тогаш ни вашите нема да поминат. Да, тоа отворено ми го кажа член на Советот, дека практично бидејќи на таа седница се гласаше за граѓански судии, имало условно кажано некаква не измама, меѓутоа некакво пазарење, во смисла поминете ги први нашите, па потоа ќе ги поминеме ние вашите. Меѓутоа, кога дошле на ред да се гласаат, условно речено, спорните кандидати, не биле поминати нивните, така што во таа ситуација се избра само 20 граѓански суди, 20 кривичари останаа неизбрани. Но друга ми беше поентата. Сега, мислам дека да, претпоставам во која насока ќе одите. Енвер Беџети не е избран, но доаѓаме до април кога треба да се формира комисија за утврдување негова одговорност од веќе познати причини. Да, дискутабилно е тоа што во рамки на комисијата се Весна Дамева, Селим Адеми и Ханиф Зендели, или тричлена е таа комисија, и практично двајцата од членовите, Селим Адеми и Ханиф Зендели, тоа ми се чини дека и порталот СДКМК го објави, кажа, односно се изјасниле дека сака да бидат изземени од таа комисија, едниот поради тоа што веќе соработувал со судијата, имал порано контакти, па не сака нели да делува во таа смисла пристрасен,
А во вториот случај, објаснувањето било поради се што се случи, сакам да се изземам од таа позиција. Меѓутоа се поставува прашањето како ако побарале да се изземат од работата на комисијата, гласале на седницата за истиот тој кандидат за кој што за врховен судија за кој што има отворена постапка за утврдување одговорност. Значи во едниот случај не се изземаат, во другиот случај се изземаат, што го отвора прашањето дека веројатно сите случувања околу судскиот совет придонесоа веќе да почне да им работи условно речено совеста, верувам. Меѓутоа во секој случај постои таква дискрепанца помеѓу нивното одлучување. Еднаш гласаат за, друг пат Како ја против. разбирате вчерашната изјава на председателот на судскиот совет на упорните прашања на новинарите за тоа формирана ли е комисијата, работи ли комисијата, зошто не работи, до каде е, и тој упатуваше на тоа прашања, односно одговори да се бараат од Ханиф Зендели, кој што е председател на комисијата. Како ја толкувате таа изјава? Треба нешто меѓу редови тука да читаме? Па најпрво да истакнам дека тоа е некоја чудна пракса што се јавува сега, тоа што до сега праксата на советот било дека председателот дава изјави, а никогаш до сега не сме имали ситуација председателот на комисија за утврдување на одговорност на судија да дава изјави и да реферира работата. Советот е тело. Потоа се повика на тајност на постапката, па не сакаше да даде изјава и на крај се остана на изјавата на Сашко Ѓоргиев. Но простете што направив дигресија. Да, советот е тело и сите членови нели таму имаат ист право на гласање, меѓутоа председателот го представува тоа тело. И многу е навистина и за размислување и за дискусијата што до сега председател на комисија за утврдување на одговорност никогаш не дал изјава, не излегол со став во јавноста за разрешувањето, односно дали постои одговорност кај судијата. Знаеме и сами, тие постапки се тајни, исклучена е таму јавноста. Коалицијата не присуствува, дури потоа ги добиваме одлуките, односно тие се јавно објавени на веб страната, анонимизирани. Меѓутоа, претходната постапка никогаш не излегла во јавност за тоа како тече истата. Но настрана од тоа, просто е непримерно 6 месеци да не можете да решите предмет во кој што практично целата јавност е заинтересирана за еден судија и да немате ниту некакви најави кога тоа ќе се случи. Сега почнува судска ферија, не знам дали тоа ќе биде во фокусот или не на членовите на судскиот совет, меѓутоа извештајот од посетата на апелациониот суд што го направи судскиот совет беше лани во декември. Сега сме уште една недела ќе фати јули. Така што сакам да речам, не можеме да очекуваме одговорност кога тој извештај од 11 страници или веќе не знам колку беше, не се ни сеќавам, стои во советот, комисијата не знам дали заседава или не. Сега имаме и друга една ситуација во која што практично се бара изземање на Весна Дамева поради тоа што нејзиниот сопруг бил еден од оштетените во постапка која што е во суд и така натаму, меѓутоа очигледно е дека таму ќе биде работата закочена. Сега ќе треба нова комисија да се бира. Па ако се изземат, да, ќе треба да советот да бира нова И тоа ќе биде комисија. ново одлагање. Меѓутоа, да, советот треба да се потруди, значи ваквите предмети кога станува збор за јавен интерес, за предмети каде што станува збор за корупција и слично, значи тоа се предмети каде што особено треба да се посвети внимание и особено да се работи соодветно законот, а за да не избориме за транспарентност и колку транспарентно треба да се постапува во ваквите Тоа предмети. подразбира да предпоставиме дека еве можеби за судијата нема да биде поведена постапка, односно нема да биде констатирано дека има некакво несовесно постапување, меѓутоа што доколку има. Тоа подразбира дека тој судија 6 месеци одлучува за предмети. Значи практично вие оставате речиси темпирана бомба која што има нели таа власт да може да донесува одлуки во име на граѓаните, меѓутоа прашањето е дека и таа ниска доверба што има, која што е на ниво на статистичка грешка во правосудството, по сите овие настани веројатно е стопена на минус 3%. Јас се обидувам цело време да им давам некаква малку поинаква обланда на состојбите. Ако велат ова е данокот од уставните измени, начинот на кој што беа обезбедени пратениците за да се стигне до 2/3 да се смени уставот, за да се имплементираат уставните измени кои што произлегуваат од Преспа, Македонија да стане Северна Македонија, дали треба да се помириме како јавност дека сето ова вака ќе изгледа додека сите овие предмети завршат без правосилни пресуди. Мислам,
навистина страшно звучи ова, ама некако еве и од оваа дебата како работите навистина свесно да се одолговлекуваат, свесно од апелација предметите да се враќаат во прв степен и така натаму, судиите кои што го прават тоа не одговараат и на крај довербата во судството е нула и ние како граѓани се разбира дека ја трпиме главната последица, ама не знам на крај што од тоа. Мојот впечаток е дека ова се случувало и не мој впечаток, туку тоа е факт, се случувало и пред уставните промени, пред Преспа многове. Ќе ви исцитирам собраниска седница од 2010 година од 7 јуни. Тогашниот претседател на судскиот совет бил Васил Грчев и се разговарало за извештајот за годишниот извештај на судскиот совет во собранието на Република Македонија и мислам дека е Игор Ивановски кој што во реплика вели, сега се обраќа, предпоставувам дека на претседателот на судскиот совет, наместо да ја сузбиете нестручноста и непрофесионалноста, вие промовирате, господине претседател, вие избравте судика кој од стручен соработник во ист момент станува судика на основен суд 1, кривичниот суд во Македонија и таа денеска одлучува за притвор и за затворски казни од 5, 10, 15 години за убиства, крвни деликти и така натаму. Жена која нема ниту еден ден судско искуство. Че истото било и пред 14 години. Немам впечаток дека сега е нешто поразлично, а впрочем тоа го покаже и анкетата на ОПСЕ. Да, очекувањата беа дека ќе биде поразлично. Да, и тука исто имаме нешто што ние го детектираме како особено голем проблем е тоа што судиите не се доживуваат како трета власт во државата. Секогаш кога имаме некоја политичка криза, треба да се случат уставни измени, како што споменавте, имаме мешање во судството. Секогаш судските предмети се враќаат до апелација, Тие се како колаборационисти во највалканите политички игри. За жал. Так, судството секогаш за жал се користи како алатка во политиката, меѓутоа можеби редно време и судиите да се одважат веќе и да почнат да се доживуваат како самостојна власт, тие се третата власт во државата која што треба да биде независна. Се согласувате ли дека на крај ќе доаѓаме до заклучоци дека ние закони може да менуваме? Еве и на примерот на разрешувањето на Весна Дамева се покажа дека веројатно има дупка законска која што треба да се пополни. Ама дека на крај прашањето се сведува на интегритетот на луѓето, на судиите, на обвинителите и на културата, на судската, на обвинителската култура. Мене ми е фрапантно како е возможно по се ова што се случи, да нема еден судија што ќе излезе во јавност и ќе испрати јавна осуда за настаните во судски совет. Тоа е матичното тело кое што треба да се грижи за нивната работа, тие не го препознаваат како такво, тоа го видовме од анкетата на ОПСЕ, но независно од тоа да ве потсетам дека пред неколку месеци во соседна Србија имаше настан во кој што практично на две обвинителки им беше земен предметот од раце. Имаше протести за тоа. Јавни обвинителки излегува во една Србија, говориме, не одиме подалеку. Значи јавни обвинителки колешки на тие колешки на кои што им беа земени предметите се јавуваа во контактни емисии и даваа поддршка на нивните колешки. Ова тука просто е незамисливо. Така што ми се чини дека и судиите не се доволно ниту респонзивни, ниту гласни, односно се гласни веројатно по ходници или вака во непосредна комуникација, меѓутоа не доволно јавно гласни и како што вели Ивана, не се препознаваат сопствената моќ да бидат независни и да одлучуваат. Ивана, ми рековте сте ги добиле со барање за слободен пристап одлуките за, не знам како да го нарекуваме тоа, разрешувањето на Весна Дамева, иако по ниедна логика тоа не беше разрешување. Ви се разјасни нешто што направил судскиот совет? За жал не. Како што кажавте, ги побаравме ние одлуките и записникот од седницата од 26 април на судскиот совет. Вчера пристигна одлуките за разрешување, првата одлука за разрешувањето на Весна Дамева, одлуката за ставање на вон сила на таа одлука и последната одлука за разрешување. Одлука за разрешување, одлука за отповикување, нова одлука за одговорност и за гласување недовреба стои. А првата одлука за разрешување на Весна Дамева е навистина речиси без образложенија. Многу нема дадено кои се основите и кои се причините зошто Весна Дамева е разрешена од председателка. Во истата стои наведено е само дека датумот кога е избрана како председател и дека Советот согласно член 38 од законот, тоа е членот од законот кај што вели дека Советот ги носи одлуките со мнозинство,
дека така има донесена одлуката. За ставање на вон сила новата одлука што нема никакво образложение. И последната одлука која што беше на нејавна седница донесена, образложението е дека е изгласана недоверба на претседателката, по поради тоа истата е разрешена. Меѓутоа, тие образложенија се толку оскудни, речи се и да не постои образложение, за да можеме точно да ги видиме причините кои што беа претходно наведени на седницата, писмото од Американската амбасада, меѓучовечките односи и слично, дали навистина се тие причините за разрешувањето? Дамева поднесе тужба до управниот суд, во кој што ја оспорува таа одлука, практично целата процедура и кривична пријава до Скопското обвинителство. Мојата прогноза е дека тужбата ќе биде одбиена и дека кривичната пријава ќе биде отфрлена. Со тоа, државата практично ќе го легитимира изборот на Сашко Ѓорѓиев како председател на Судскиот совет и приказната тука ќе заврши. Да. Што значи вчера прашањето од новинарите до председателот на Судскиот совет со квалификации брзате да изберете 8 апелацијски судии? Тој углас е многу одамна распишен, меѓутоа меѓутоа проблем беа тестовите кои што не можеа да се прават, а се дел од постапката за избор. Вчера тој проблем е надминат, на начин на кој што е надминат. И сега треба ли да очекуваме брзо избор на 8 апелацијски судии, на 30 на судии во основните судови? Така, долго време Судскиот совет, односно како што кажа Васко, 2 години е отворен тој оглас на кој што имаат конкурирано околу 60 на судии од основните судови. Имаше проблем со тестовите за психолошкиот тест и тестот за интегритет. Кога беше председателка Весна Дамева, не сакаше да го потпише тој анекс на договор со образложение дека нема да потпишува договори кои што не се согласни законот, па тој процес беше блокиран. Меѓутоа, се бараше некаков став од владата? Да, владата даде препорака, да, Судски совет се има обратено до владата. Владата имаше дадено препорака, тоа беше констатирано на последната седница, дека од страна на владата е дозволено Судскиот совет да го склучи договорот кој што го има претходно, односно даваат препорака и тоа дека можат да продолжат со Институтот за социолошки и правни истражувања како акредитирана институција. Така што очекуваме дека во наредниот период ќе бидат спроведени тестовите, потребно е после тоа да се направат интервјуата и комисијата за рангирање да направи ранг листата, што таа ранг листа со оглед на последниве случувања и како се бираат судиите според ранг листи не дава некоја сигурност дека навистина ќе бидат избрани прво рангираните судии со оглед дека ги видовме какви се гласовите од претходните избори. Пак ќе биде наши и ваши? Ми се чини дека овој политички дискурс поврзан со предстојните уставни промени е некако повеќе во фокусот на јавноста и се разбира на политиката како таква и дека овие настани во Судскиот совет практично течат паралелно, меѓутоа јас искрено не очекувам тоа да се случи брзо, затоа што се надевам дека останатите членови на советот ќе се повикаат на сопствениот интегритет, морал и одговорност во најширока смисла на зборот и дека ќе поднесат оставки и дека ќе следува нов процес на избор, па тек тогаш ќе се пополнуваат слободните судиски места. Ми се чини дека тоа е природен тек, затоа што сите кандидати што ќе бидат избрани во основните судови и што ќе бидат унапредени, ќе го носат товарот дека ги избрало нелегитимно тело. Тоа сакав да го дополнам и јас. Значи, секогаш во оваа ситуација, како што викавме претходно, најдобро е членовите да дадат оставка за да имаме еден легитимен процес на избор на нови суди. Дамката ќе биде оставена на судиите. Без разлика дали ќе биде почитувана или не ранг листата, тие судии ќе ја носат дамката, како што каже и Васко, дека се избрани од нелегитимно тело и секогаш ќе бидат ставени во фокусот на јавноста за нивното работење и начинот на кој што биле избрани. Верувате ли дека ќе дадат овие оставки? Сега изборот на новите ќе добиеме ли навистина? Ќе биде легитимен тој, бидејќи ќе поминат, па и легален, или низ постапки на избор, ама како ќе бидеме сигурни дека тоа сега новото тело во новиот состав ќе биде подобро од ова? Па може да се примени примерот кој што го имавме за и како што се избираат членовите на Државната комисија за спречување на корупција. Треба законски измени.
ако треба законски измени за да имаме потранспарентно работење, но не секогаш законот мора да го менуваме за да се трудиме во насока на транспарентно работење. Добро би било членовите на Советот да се бираат како членовите на ДКСК, за да можеме сите да видиме за кои луѓе станува збор и дали имаат интегритет да бидат дел од Советот. Дополнително, дефиницијата истакнат правник треба на вистина да почне да се применува онака како што ние правниците ја разбираме. Да се надеваме дека нема да останат на нивото на задоволство од 78% повисоки плати, па што се зборува за нив, дали уживаат доверба и кредибилитет, дека е помалку важно. За жал, да, тажна е состојбата во нашето правосудство, но еве, ние сме дел од јавноста која што отворено сака да зборува за тоа, да се надеваме дека ќе почнат и да се менуваат на подобро. Да се надеваме. Само се надеваме на оставки. Благодарам што бевте до 360 степени. Благодариме за поканата. Реклами па саботажа. Една навидум обична политичка дебата открива колку многу се зовриени страстите што на соговорниците дури им пречи темпото на обраќање на спротивставениот табор. Јас не упаѓам во збор. Добро, еве да се доискажам. И еве брзо ќе зборувам некако вас споро за да го искористам времето максимално. Проблемот со динамиката на говорење постепено ескалира. Далај Лама, позната која зазема еден од ривалите, никако не одговора на високата доза адреналин, вбризгана во и така енергичниот темперамент на конкурентот. Во интерес на диалогот не е да си легуваме во збор. Добро, ако ви е во овде. интерес да трошите време вака споро да говорите и да ве слушаме како се цвета во државава, а не е така, тогаш ајде ќе ве во ниту оставам еден момент повелете. не реков дека се цвета. И никој на вистина нема кажано дека цути, ама е точно тврдењето дека се тврдело дека нешто е распупено. Китка додуше уште не е видена, ама муабетот фаќа таква димензија, што се обвинува дури и за опрашувачите. И нови мерки. Риториката на Добро, СДСМ јасна во ми е насока демагогијата на СДСМ Сега, во насока на летање на пеперутки и цветање на ружи. Значи, на вистина не сте сериозни. Сосредоточено или не, важно е да се има предвид како се сади. Во секој случај, мора да се клекне, ама зем будистичкиот став во кој нема никаква конфронтација, на вистина предизвикува нервоза. Коленичите по светот, коленичите. Коленичите. Мислам стварно не би се спуштал. Не се подолу. спуштајте, вие можете во некоја агенција за среќа да најдете место, Ова беше хортикултура, нешто за максимумот свечење, на кој максимумот, така е. Ама ни таму не бива без партнер, како и за кавга, така и за се во животот, и за таков ангажман потребен е партнер. Јинг и јанг. Многу е значајно да ги пронајдеме Ама пријателите. зава што значи поемот пријател? Пријател Да. значи да си помагаме заеднички. И ништо поинаку. И на крајот, во братскиот стил кој се гради во изминатите 2 недели. Во интерес на диалогот, ако треба и пеперутки ќе летаат, и цвеќења ќе се садиме заедно, Не ни требаат ниту монашка, ниту набилдана реторика во политиката. Потребна е минимум култура и разбирање, за да се засади цвеќе, кое веќе нема да предизвикува алергија. Толку во ова издание. Налсад следуваат вести, останете, погледнете ги. Пријатно!